За политиката, новинарството разговараме со еден од најкоментираните аналитичари на Facebook, Ивор Мицковски. Господине Мицковски, добре дојдовте во студиото на Република. Вашите ставови предизвикуваат многу внимание на социјалните мрежи. Кажете ми, зошто ретко се појавувате во медиумите? Па ретко се појавувам затоа што генерално не ми се свиѓа амбиентот, каков е форматот на самите емисии. Мислам дека премногу репетитивно е, премногу исти луѓе се појавуваат. Се губи и тука сериозноста на коментаторската задача на луѓето. А потоа постои една селекција, знаеш, зависно од етикетите на медиумот или етикетите на човекот или партиските етикети. Така да, у принцип се појавувам таму каде што ќе бидам поканет, но најчесто и не сум. Така. Вашите, како што реков, ставови предизвикуваат реакции. Дали тоа го доживувате како успех или како доказ колку ни е поделено општеството? Не го гледам како никаков успех, едноставно се сметам за човек кој што низ годините секогаш го кажува тоа што го мисли, го сметам тоа како лична и граѓанска должност. Така да реакциите потоа може да бидат и негативни и позитивни, меѓутоа тие не влијаат толку на мене. Мене ми е најважно да се каже нешто и да видам дека луѓето после околу тоа резонираат. Значи на тој начин веруваш или мислиш дека го поттикнуваш и размислувањето и резонот кај луѓето. Така, дали од ова што го гледате што се случува во Македонија сте повеќе разочаран или борбен? Не, па сега види, доза на разочарување има секогаш. И тоа разочарување принцип произлегува од повторливоста на нашите состојби. Значи, постојаното нерешавање на битни решливи состојби. Од тој поглед, да, постои разочараност, меѓутоа во исто време постои, како што реков, и таа лична должност и борба да не се застане само пред критиката, нешто и да се делува, да се прави, да се збори, тоа што може човек да го направи. Така, да почнеме од оно што беше најактуелно, тоа е протестот на студентите албанци, правосудниот испит да го полагаат на албански јазик. На Facebook искоментиравте дека ако ова се студенти, тешко на скандирање на УЧК, знамења на Хашим Тачи. Беше ова студентски или дуи протест? Ја верувам дека е и студентски. Тоа многу луѓе исто ми сугерираат дека постои еден внатрешен вистински гнев кај албанската популација, се разбира. И ја не се спротивставувам, ниту премногу влагам во мерит на самото правно прашање, како тоа треба да се реши, дали треба да се полага на албански или треба да е стрикно на македонски, тоа си има правници, си знаат луѓе, ки си го решат тоа, подобро од мене го познаваат прашањето. Ја повеќе дискутирам за модалитетот и модусот, каде што е приметливо за мене, дека тука дуи има вмешано, вмешува или сака да вмеша. Како рековте, тоа што 20 години не успеа да го направат сега. Па да, меѓу другото и тоа е голема иронија. Сега они инвестираат, да речеме, во незадоволството и во протестот, за прашање кое што самите го немаат решено. И сега тука, знаеш, постои една голема политичка хипокризија која што мора да се нотира. Меѓутоа, сепак тоа што највише велам ме иритира е модалитетот на протестот. Се гледа дека тука постои некоја партиска машинерија и инженеринг, после самиот протест го видовме на што изгледаше. Мислам дека не е фер кон ова општество, кон сите граѓани, кон сите етникуми, постојано да гледаме вакви изблици националистички, да ни доаѓаат луѓе од соседните држави, да се мешаат во внатрешните работи на Македонија, почнувајќи од амбасадорот албански во оваа земја, до видни нивни представници од соседните земји. Значи, малце се претерува, се нема пиетет, малце однос кон сентиментите и на останатите, знаете. Второ, кога ја верувам во радикална борба за правата, да, и партиите, и поединците, и луѓето, и студентите, групите имаат право да се залагаат, да се борат за своите права и така треба да е. Меѓутоа, кога се гледа или е преочигледна само партиската позадина, да се наштети и не се размислува кои штети се прават на целото општество и на целата држава, тогаш мислам дека настанува малце проблем. Така, ваша омилена тема во коментарите на Facebook е СДСМ. Како нивен поранешен член, стана ли СДСМ естрадна партија, па коментира дури за Евровизија и за Дейвид Гет? Па мислам дека тука лошо се советувани, особено лидерот на партијата, приметувам и кај него
една преизразена жестокост, една пренагласеност, една преголема желба брзо да се наметне многу силна позиција, силен став, изразит индивидуализам, и не мислам дека тоа им прави добро, затоа што содржината на ставовите, не збориме се само за формата, ајде да збориме и за суштината. Суштината на изјавите, кога ти, например, ќе се бавиш со Евровизија, провоцираш, или ќе изразиш став дека Бугарија никогаш не го негирала македонскиот идентитет, повеќе од формата тука е важна содржината и суштината, и мислам дека за опозицијски лидер да даде таква... Како намерно да одат на собствената штета. Во суштина, тоа е проблемот со таа изјава е што е невистинита. Тоа е неточно. И тоа е штетно по македонските национални интереси. Кога секој ден имам изјави од Брадев, од ова, Нова Чамова, дека ни го негираат нашиот идентитет и тој... Не мора да се фаќаме само на нивните изјави, затоа што тоа се сепак изјави на политичари и на одредени власти во моментот. Меѓутоа, бугарската позиција не зависи од изјавите на само одредени политичари или одредена власт. Не, они имаат, како што пишува мојот драг пријател и универзитетски професор Огнен Вангелов, убаво тоа го објаснува прашањето, значи они имаат национална доктринарна позиција, каде што по одлука, по неколку одлуки на парламентот, не на една партија или друга партија, знаеме колку беа долго во политичка криза, еве сега со Радев веројатно ќе излезат од тоа. Меѓутоа, они ги имаат вградено во националното бугарска позиција, доктрина, ставот кој што е крајно антимакедонски. И за да не бидам шпекулативен, еве, конкретно ќе прочитам како точно таа доктрина ги формулира своите тврдења. Значи, едното, македонската историја пред 1944 година е бугарска историја. Македонскиот јазик е бугарско наречје во некогашната Југословенска република. Македонската нација е вештачка конструкција создадена по 1944 преку припишување на историјата од дел на бугарскиот народ, врз основа на антибугарска идеолошка конструкција под југословенски тоталитаризам. Значи, во официјалниот бугарски дискурс, македонскиот национален идентитет се третира како изобличување на бугарскиот идентитет, конструкција чија легитимност според таа логика зависи од одржувањето на таа антибугарска идеолошка конструкција. И само кога ќе се отстрани таа наводно антибугарска конструкција, ние имаме право, особено после 1944 да се третираме за некаков си национален идентитет. И на ова Филипче вика дека... И на ова Филипче вика дека ние не го негира. Значи, тоа е едно блатантно негирање на реалноста. Кога сме на тоа прашање, упорно го форсирате прашањето за уставни измени, иако знаат дека за тоа нема поддршка, ника актуелната власт, ника и граѓаните. Поголемиот проблем од тоа е, значи, они си врските што ги превземаа со францускиот предлог и вториот протокол, прво нефер односот кон македонската јавност и електорат беше што нема капацитет тоа да го изгласаат. Значи нема двотретинско мнозинство. Мислеа на истата финта како со уставните измени, дека го истуркаа. Тоа се некои нивни калкулации. Проблемот е што настрана што мнозинството од народот или електоратот не се согласува со таа позиција, они продолжуваат да изразуваат една лажна позиција, а тоа е дека уставните измени се единствениот услов. Тоа не е точно. И тоа се првиот услов. Треба да првиот услов. После тоа, ако влезеш во преговори, на секоја меѓувладина конференција, на секој чекор што ќе го правиш, бугаринот има право да ти постави вето, не на основа на копекашки критериуми, не на основа на состојбите во демократијата, криминалот и корупцијата во оваа земја, него постојано ќе ти става вето заради историските и идентитетските прашања. И тоа може да трае во време на целиот процес, може да биде во секој момент, може да биде пред финалниот момент кога треба да ги завршиме пристапните, ако воопшто некојаш ги почнеме. Така да, ставот дека само уставните измени и работата е готова е неточен. А на сето тоа Филипче вика ние не преговараме со Бугарија, туку преговараме со СЕУ, што воопшто не е точно сега. Преговараме и со Бугарија како дел од ЕУ. Па заради вториот протокол преговараме и со бугарите, меѓутоа најголемата грешка е што бугарските позиции
каде што и Бугарија кон нас се адресира во ЕУ дека не постои македонски јазик. Значи името ни е со јазикот ни е со звездичка што би се рекло. Меѓутоа главниот проблем е што не постои никаква вистинитост во фактот дека ние треба само да ги направиме уставните измени. Така, најново од СДСМ е што отвараат фронт против корупцијата. Звучи ли смешно ова СДСМ да отвара фронт против корупцијата? Па не, видете, тоа ни една власт не прави доволно на полето на корупцијата. Ние имаме веќе и проблем, ќе речам повеќе од видовме што се случи и со ДСКС, гледаме дека работите на ова поле не е само СДСМ, тоа е и ВМРО, тоа е секоја власт, секоја коалициона власт, така да речеме, го прави истото. И мислам дека корупцијата веќе е станата и проблем на менталитет. Знаете, има висока корупција, но има и ситна корупција. Корупцијата извира некогаш од власта, но многу често извира и од граѓаните. Од најситно ниво до отидеш на лекар до највисоко. Меѓутоа, останува клучното прашање дека ниедна власт не сака сериозно да се нафати со тоа прашање, барем во оние полиња каде што има влијание и контрола. Тоа е локалната, централната власт, министерствата, агенциите и така натаму. Го владее ли СДСМ и се уште судството и обвинителството? Се чини дека освен што се смени новиот државен обвинител не се смени ништо. Ја видовме што се случи со овој така наречен случај Мас. Секоја власт мислам дека се стреми да го контролира обвинителството или судството. Меѓутоа пак забораваме дека и тоа станува, и тоа е армија на луѓе. И тоа е една голема групација на луѓе. Не може сите да ги ставиме во истата корпа. Меѓутоа, например, ова што го видовме сега последно со падот на обвинение, со неподнесување на обвинението и сите одлично знаеме какви се релациите меѓу тој обвинител и одредени политички партии, па и другата обвинителка која што се бавела со претходни случаи за бивши политичари од опозицијата. Значи, гледаме дека да, сите се стремат да контролираат, тоа сега глупости, тоа дека го ставиме во полето на легитимна, не е тоа легитимна, но легитимна политичка битка. Меѓутоа, тој што е на власт ја има должноста тие грешки, тие проблематики да ги реши, а не. Но не може туку така да ги смениш или да ги разрешиш судиите и обвинителите. Ке скокнат овие делови. Во ред, ја го разбирам тоа, но ама можеме да трпиме лоши одлуки, така? Можеме да гледаме политика на неказливост, можеме да гледаме вечно нерешавање на огромни случаи кои што јавноста и стручните и експертите сите говорат дека тука постои криминал. Се разбира, презумцијата невиност треба да постои, таа е таква, меѓутоа ние не сме од вчера, ние гледаме дека во 35 години, веќе славиме 35 години независност, ние немаме видено еден случај на висок криминал, корупција на луѓе од власта, поранешни високи функционери или блиски до нив. Освен на почетокот кога дојде СДСМ, кога имаше неколку да. Но не видовме разрешница. Так. Значи ние ќе видиме процес како почнува, но никогаш не стигаме до разрешница. И тоа е рак рана на македонската политика, судство и општество. Така, да завршиме оваа тема со СДСМ. Се согласувате ли дека СДСМ делуваат сега некако изгубено и ја плаќаат цената на компромисите што ги правеа со ДУИ па и со меѓународната заедница додека беа на власт? Тоа е едната страна од прашањето, тоа е како они действуваат сами по себе, како действувале и како продолжуваат да действуваат. Вториот проблем е внатрешно партиски, значи во организацијата на самата партиска структура. Значи ја постојано кажувам, еден ВМРО има своји кланови, има своји поделби, своји интереси, посилни, понесилни луѓе, значи тоа е внатрешна борба и натпревар. Меѓутоа во СДСМ во овој момент ја ги викам фондацијата на Зоран Заев. Значи зборуваме, не може една партија која што се стреми да обедини све што може на македонското тло, да создаде коалицијски капацитет и утре да владее, не може да биде составена од само една групација на луѓе. А луѓето кои што долгогодишни членови, поранешни функционери и што и да е, кои што не се согласуваат или имаат различно размислување, да бидат шиканирани, бркани, тргани на страна. Значи, секое обединување
И секоја демократска, граѓанска партија мора да се базира на едно и разногласие, на еден плурализам и на почитување на ставовите на различните... Владе ли се Зоран Заев сега со СДСМ од позадина или како да кажам? Според мене владе. Или екипата која што била блиска до Зоран Заев се уште е таму. Но ни една друга екипа не. И според мене не може да некој да мисли дека политичка партија ќе гради, ќе ја билда, ќе ја развива и таа потоа ќе обединува само со една тесна структура на луѓе. Има ли во СДСМ луѓе кои можат да донесат Па и во овој СДСМ има луѓе, но и надвор од СДСМ премногу луѓе се пасивизирани, дистанцирани и маргинализирани. Се разбира дека има. Секогаш имало, секогаш но не може да дојдат до израз токму од оваа екипа. Па тоа би рекол дека е главниот проблем. Да позборуваме за работата на актуелната влада. Ова влада дојде со силна риторика за промени. Гледате ли суштински разлики или само нов стил на водење? Поминаа 2 години. Па повеќе би рекол дека е прашање на стил, затоа што прашите и кого сакате, луѓето се незадоволни. Незадоволни не толку дека, знаеш, ја не се согласувам со ставот сега повторно режим, ова е сега далеку од каков и да е режим. По некои национални прашања стојат многу подобро од претходната влада и од СДСМ. Мислам дека и на надворешен план подобро го ги хендла. Добро, сега надворешната политика денес е многу променета. Дури ја иронично велам, знаеш, постои една ситуација каде што ВМРО дојде ситуација да ВМРО го прифаќа или барем го толерира Преспанскиот договор или ја разбира дека реалноста ја разбира. Добро, но полека ќе разбере дека и штетноста, како што самите велат, не е толкава колку што они ја представуваат, но за друго чудо СДСМ никако не ќе да признае дека францускиот предлог и протоколот се тешка катастрофа за Македонија. Што сакам да кажам, тука е некој помак по мене што го направи ВМРО и тоа е за поздравување. Што се однесува до, како што рековме, криминал, корупција, реализација на капитални инвестиции, владење со буџет, располагање со пари. Премногу бавно се движат работите. Има ли граѓаните преголеми очекувања? Само 2 години помина. Не може чуда да се направат, не може Германија да станеме за 2 години. Добро, можеме и така да го толкуваме, меѓутоа темпото на секоја работа зависи и од власта. Не може сега да очекуваме па и кој друг да ја заврши таа работа. Значи, ако се движиме ние со вакво темпо и ако се задоволуваме само со па сега толку се може, не идеме никаде. Тоа ми е, мислам, тоа не е главниот проблем. Премногу споро, премногу слаба реализација, премногу све иде бавно, бирократски, тешко, премногу пари се одливаат и се губат на подкупи, корупција, тоа го знаеме и затоа гледаме дека единствен проект кој што мислам дека ќе им остане после овие 2 години е тоа Safe City, но гледате, тоа докажува дека некој работи па може побрзо, така? Значи, ајде тоа да го видиме на секое поле. Но дали денеска Македонија е пофункционална држава или омилениот термин на СДСМ заробена држава? Не, види, Македонија е чудно функционална. Мене, ја повеќе сакам да ги гледам, значи, вака сега глобалните проблеми. Ние сега нас сега проблемот не ни е само, или доста е сега више да го ставаме проблемот само на една власт, само на една опозиција. Мораме малце да ја гледаме сите целата работа по целосно. Значи, ние се соочуваме сега со деструктивна опозиција, власт која што недоволно се бори за правната држава и преспоро ги врши процесите, огромен притисок или огромна закоченост кон неу, соседите Косово, Албанија, значи си играат што сакаат со нас, ни прават, ни се мешаат во внатрешните работи. Ние мораме малку, ако сакаме да се помрднеме, оваа поларизација некако да ја спуштиме. Да ја спуштиме на едно поцивилизирано, не поцивилизирано, не ми е гајле на крај какво ќе биде културно или цивилизирано, на едно пофункционално ниво. Меѓу себе се јадеме, а после знаеме дека многу малце луѓе од тоа профитираат. Мнозинството на народот останува извисен, останува несреќен
и останува испровоциран од ова постојано карање, несогласување и негрижење за македонските интереси. Во тој контекст, што би му порачале на обичниот човек, гласач, граѓанин, кој е изгубил довербата и во политиката и во политичарите? Види, што се однесува до индивидуалното, знаете, големата цена што ја плативме... Знаете, веќе има равнодушност. Па тоа е големата цена што ја плативме и од разочарувањето од 2016-17 наваму, сега се рефлектира. Ние гледаме дека сите политички партии, освен Левица можеби, ама Левица е помаргинална и во корпусот на гласови и во се, сите паѓаат. И сите се задржуваат на одредена клиентела. И они ќе може така да тераат уште, не знам, 10, можеби 15 години. Меѓутоа гледаме дека и инволвираноста на луѓето во партиското, во општественото, граѓанскиот активизам, невладините, све паѓа. Значи, паѓаат средствата, паѓаат различните гласови, луѓето се више уморни. Тој што работи ко критичал, критикувал, се борел или пробувал нешто да смени, знаете, потрошен материјал е секој човек. Значи, више луѓето се разочаруваат. Гледаме и новинарството. Значи, во секое поле, значи, не зборам дисонантниот глас, али тоа плурално, тоа демократско, тоа дебатно, таа желба да се влијае, преоѓа во едно драматично разочарување и апатија. И, знаеш, од една страна тоа може да е добро, затоа што ќе речеме, па сега ги знаеме, работите подобро, научивме, очекувањата може не се толку големи, па си живееме малце понормално, но не. Ја мислам дека постои една преголема апатија, бездушност и едноставно немање, знаеш, никаков сон, никаква надеж, никаква амбиција, никаква иднина. Тоа е многу важно да постои прво на индивидуално ниво, а потоа како што може да се организира во групи на луѓе или во различни групации кои што прават нешто различно, тоа да го потпомогне. И ние збориме секогаш за Скопје, но не ги гледаме другите градови. Ја периодов и шетам малце низ другите градови, значи ситуацијата е луѓето се чувствуваат напуштени, напуштени се чувствуваат и од елитата, и од бизнисот, и од све. Значи среќни мене ми делуваат само оние кои што се на некаква јавна цицка и кои што си имаат чекмече од ваму анаму, нешто да рекетираат, значи реалната состојба ни е очајна. Така, за крај да ве прашам, кога ви може да бирате еден збор за Македонија после сите овие случувања, кој би бил? Пак ќе речем, Македонија, тоа го пред некој ден го пиша, значи Македонија е чудо како издржува со ваков криминал, корупција, со ваква граѓанска апатија, со вакви притисоци од страна, да бидеме реални, мали сме и сето тоа. Значи, на крај би рекол дека ние сме малце едно политичко и општествено, па и економско чудо како воопшто функционира. Така. Господин Мицковски, ви благодарам за интервјуто и ги очекувам и натаму вашите остри коментари. Благодарам.